Во оскотни информации за настаните за време на војната од страна на постарите сограѓани се вели дека вообичаените активности комплетно спласнуваат со доаѓањето на окупаторите. Соколаната, според некои сеќавање на одреден број на постари граѓани, истата била користена повеќе како магазин за муниција отколку за вистинската намена. За жал, во период од 1941-1945 година жителите на Куманово биле оневозможени во убавите активности во домот, кој успее да ги преживее сите опасности што демнеат над него. Крајот на нечестните воинственици дојде во вистинскиот момент, ослободувањето се славеше на секаде, а нашата Соколана покажа дека е посилна од се друго. Повторно широко ги отвори вратите за сите, вистинскиот живот во градот се разбуди, се вратија спортистите, музичарите и сите други. Почитувани гледачи, во Кумановскиот спортски храм Соколана некогаш се одржува незаборавните зимски турнири, каде што продефилира многу асови на овој спорт, не само од Куманово, Македонија, туку и од поранешна Југославија. Соколана беше исполнета до последното место, и трибините горе, и овдека на оваа бина. Едноставно публиката живееше за овој настан. Градот Куманово беше во центарот на случувањето на кошаркашките случувања во поранешна Југославија. Со еден збор кажено, во Соколана се удрија темелите на развојот на македонската кошарка. Почитувани гледачи, она што е посебно интересно ќе видите во овој документарен филм кога ќе зборуваме за кошаркарскиот сегмент. Ексклузивни историски видеоснимки од 50-тите и 60-тите години од минатиот век, каде што ќе видите како Соколана било исполнета до последното место. На некој начин кошарката во Куманово беше во центарот на вниманието на сите случувања во градот. Првиот зимски кошаркарски турнир се одржа на 8 и 9 февруари во 1947 година. Со судиското фрлање на топката во Соколана се означил почетокот на првиот зимски турнир на кој учествувале домаќинот ДТВ Партизан, Скопје, Прилеп и Штип. Кумановци уживале во надпреварите, а на крајот победник е Скопје пред Штип, Куманово и Прилеп. Соколана била во центарот на македонската спортска јавност. За Куманово на виделина излегува првата генерација: Стојковски, Наумовски, Поповиќ, Боцич, Митич, Шутевски, Глигориевски, Насковски и Балкански. Додека во женска конкуренција нешто подоста членови беа Загорка Стаменковска, Боркица Николовска, Светлана Трајковска, Живка Тодоровиќ, Добрила Насковска, Наталија Давидовска, а биле предводени од тренерот Славко Симоновиќ. Во името на најстарата генерација женска зборуваше Боркица Николовска. Видите, јас најубавите спомени, најубавиот период од мојот живот е период кога бев гимназијалка и кога бев во кошар. Тоа ми беше сон да играм кошарка. Меѓутоа имав обврски во гимназија, тоа беше пред веќе матуранти бевме, но имав еден проблем дома. Татко ми, како што знаете, патриархална фамилија во тоа време, не се сложуваше никако, а јас имав посебна желба да играм во кошарка. Така да тој не ми дозволуваше и јас немав што да правам од она силно чувство што го имав кај мене, што не можев да сватам дека мојот сон не може да се оствари. И јас прибегнав кон една таква метода што се поверив на мајка ми. И ја замолив мајка ми: мамо, може ли јас да одам да тренирам, ама татко да не знае. И таа ми виде дека имам преголема желба и вика: добро сине, ајде. Нема, тој беше фотограф во Куманово, по цел ден надлучан, седи таму, значи ретко дома се врте, така да јас почнав паралелно со школа, почнав и да тренирам. Да, според некои податоци таму, таа ваша прва генерација учествуваше на турнирите во Соколана, мислам дека под капа на тренерот Славе Боцич. Да, Славе Боцич, да, он и беше и тренер, да, под негова капа бевне, а тој турнир традиционално се одржуваше секој зимски распуст кога е на ниво на Македонија и надвор, и значи на југ простори што бева. Игравме во Лесковец, во Ниш, во Приштина, во Приздрен
така да и они доаѓаа кај нас, а тие 15 дена за време на распад на тој турнир, кога беше, ние фактички тука, само што не спиевме, трениравме се, игравме, но најсреќен момент ни беше кога на завршетокот на турнирот останавме женски екипи само Куманово и Велес. И значи ние како фаворити двете екипи, требаше да одиграме завршната, а тоа беше недела завршувате и распусот завршува и турнирот зимски. Така да ние игравме со Велес. И успеавме да извојуваме победа и биднавме прваци на Македонија. Која година тоа? Па тоа е било веројатно 53-та, тука негде 50-та. Али еден момент, да не ве многу задржавам, оти јас кога почнав да ги евоцирам тие спомени, не знам да се зауставам, вие ме зауставите. Значи, игравме, тоа беше недела. Овдека, мада оваа сала нема доволен капацитет, али колку има, пуно беше. Луѓето идат, масовно одат да гледат тука такмици. А татко ми, бидејќи тој, он беше голем спортиста, мислам не спортиста, него љубител на спорт. Поготово на фудбал и на бокс. Тој можеше да се вајле да седи телевизија да гледа бокс. Но мене не ми даваше од успех, што мислеше дека ќе ми делува на школа, на учење. И така да, играјќи тука, што викат, мојата тајна ја криеше мајка ми од татко ми и кога видиме нема цел ден, по деца од мала ми прати сендвич, да не сум гладна. Сега што се случува? Последниот ден кога игравме со Велес, што викат, онага поговорка што вика свака тајна мора бити јавна, мојата тајна тогаш се откри. Играјќи, ја го забележив татко ми со рака вака. Значи, заклучил дуќан, гледа, вика, има море народ, иде нагор, ајде одам и јас да погледнам, а да не е бил за кошарка љубител. И јас само осетив некој на нозете ми подошла и си реков сама на себе, не обраќа внимание, оди понатамо, мисли, сконцентрира се само на игра, а за евентуални последици после ќе размислувам. И така си задав сама храбро, го победив стравот и изиграв до крај. Да го споменеме и вашиот учител, тогаш тренер Славе Боцич, неколку збора за него, а да ги споменеш и она ваша незаборавна генерација во тој период. Да, тоа беше, мислите по име, да. Тоа беше, имаше поширока таа една почина Радица, она во сликата ја нема. Светлана исто татко и беше фотограф, микрофотограф. Сите ми ние бевме гимназијалки. Добичката почина исто и таа ни беше соученичка. Натана докторка, интерниста, сега почина муши моме. Таа Загорка Маши Шушумарка го вика, тој екипата мушка беше. Играше Лаци, Шушумарка, таа е мушката екипа. Загорка е сега Жижа исто, Жишка на Бранко доктор. Сега ја поминав и кај него да видам да нема некоја слика. Меѓутоа тој вика Маши дека нема. Така да сега моментално Загорка не знам, она живее во Скопје, за неја ништо не знам. После на она матура ние сите секој си го фати својот пат, си го трасираше кој на студија, кој оно. Така да немам некои информации за нив. Светлана исто во Скопје, ама она е жива, таа жива. Еве како што гледате и јас уште. Функционирам на некој. Јас сакав баш тоа да ви кажам, а претходно, ако не ве замарам за ова за татко ми, отидов дома, онака со страф и викам, шо биде, нека биде, сега санкции се тука. Отидов одна, тој седи и така се смее, ама некако озбилно се смее. Кучко недна, да не ми кажеш. А ти знаеш ли на мајка ми? Па знае, па детето имаше таква желба, а ти не ја даваше. А ти за спорт викаш, ти идеш по игралиште секој ден. Така да он ме дај да те бацам, честитам ти на победа, многу сум среќен кога видов дека победен. И утре дента, са бајле рано, ми ставил и уште спијам Весник Нова Македонија, женска екипа на Куманово, кошаркашка, ја победи екипата Нозе, првација на. Тоа беше
незаборавно нешто нема. Сега ќе ви кажем еден момент многу што не можам никога да го заборавам. Требаше да одиме да идеме кошарка да играм во Призрен и во Приштина. Директорот ни даде на гимназија 2 дена слободни, ни даде. Отидовме прво во Призрен, игравме, се вративме во Приштина. Сега утре дента игравме во Приштина и следниот ден треба да се вратиме. Меѓутоа, ние попладнето го искористивме да одиме во кино. А тоа беше зимско време. Отидовме во кино и ако верувате, додека бевме 2 сата, кога изгледовме од кино, ние снег скоро до колена. За 2 часа толку многу снег, саобраќај се прекина, ние не можевме да се вратиме. Во хотел останавме, пративме телеграма до директорот, што вика црногорци, снег гази ми долази, ми на закон строго пази. И така да нормално прекинува саобраќај. И што ќе правиме? Ние останавме уште 5 дена. Значи 7 дена останавме во Приштина. Незаборавни денови. Навечер игранка во хотел, дење се шетаме, во соба една влеземе и ги имитираме професор. Имаше еден Благојчи, он беше исто кошаркаш, ги имитираше сите професори, кој како предава, како е тана, така да ни истеравме едно незаборавно време и си отидовме, после се вративме, директор ни се смее, па добро, вика, не можам да ве казам, тоа е сигурно прилика такво време беше, да вика, само ќе се малце посветите повеќе на учење, нема везе, вика, ние не оправдате, не образот ни го обелевте, вика, со играта што победивте. И за крајот само накратко да ни кажете, еве вие сте еден од постарите жители на градот Куманово. Соколана слави јубилеј 86 години од своето постоење. Како вие гледате Соколана, што даде таа за градот Куманово и за сите ваши генерации? Па за мене Соколана една, како да кажем, еден дом. Конкретно за мене тоа беше покрај мојот дом. И овој да има и школа, рачунам и тоа негда, овој беше еден дом. Не за мене само, за сите кумановци. Од година во година растал интересот, па така во 1952 година за прв пат учествувала екипата на Косово. На сцена стапува нова одлична генерација на Куманово во состав Борис Гелевски Шушумарка, Чедомир Даневски, Благојче Николовски, Живко Шкурто, Душко Златковски Гарчо, Владо Афас, Селимир Христовски, Видосо Даневски Лаци, предводена од тренерот Славе Боцич. Воедно никнуваа одлични кошаркари не само од Куманово, туку и од другите градови во Македонија. Член на незаборавната генерација на Вардар, Владимир Војновски Шпарта, кој беше најдобар играч од Македонија на турнирот во 1962 година, истакна дека Соколана има големи заслуги во развојот на кошарката во Македонија и пошироко. Господине Војновски, вие како стара кумановска фамилија, еве после 2 децении повторно се во нашиот град. Многу емоции работат кога ќе дојдете овде во Соколана. Може да ни кажете како вие доживувате Соколана од ова временска дистанца и што представуваше за Куманово во тоа време? Па Соколаната представуваше некаков спортски поим, опште културен поим за цела Македонија. Немаше ни една сала. Затоа не дека по слободувањето играме кошарка за време школскиот распуст во јануар само во Куманово, Соколана. Можете ги пишете тие зимски турнири, еве, градот Куманово живееше за тие напревари. Ја прв пат имам дојден оваа сала да играм 55-56 година, кога бев матурант. Таа година се сеќавам турнирот салата пуна во Куманово. Куманово имаше многу јак кошаркашки тим. Тогаш беа 2 тима у Скопје, работнички, Вардар и Куманово. После имаше нешто работник Битола и сите тука игравме на турнирот. Меѓутоа најинтересантно беше што на тој турнир доаѓава и српски екипи. Јас играм напротив Црвена звезда, Борач Чачак, Раднички Краговец и така натака. Сите доаѓаа тука, беше југословенски турнир, цела, не кажам, Јужна Југославија, тука се играше кошарка. Мора испоменеме и оние културно-забавни активности, велат постарите кумановци, игранки, матинеја, дружење. Со една реченица Куманово имаше еден објект кој даде многу за него. Да. Па да викам беше све. Целиот тој живот се вртеше Соколана. И игранки, и спортски натпори и така натака. И
од тумба, од корзото што беше, ќе се свршеше корзото и пополека сите одеме према Соколана. Кој тренираше кошарка, кој тука во големиот парк пред Соколаната се седеме, имаше да не кажеме отворено журки, муве си правиме нашата генерација, поготоа беше познато у Куманово што имаше добри музичари. А од сеќам целата генерација у Куманово што игра со мене, кажите го Лаци, се сеќам фино, после имаше еден Мице. Мици Ивановски, Шушумарка. Шушумарка, после имаше и уште еден, од моето мало беше Гелевски. Гелевски се прв Борис Гелевски. Борис Гелевски, да, се сеќам на нив фино. И едно имам ја еден многу, мене ми е пријатен доживљај, мада беше непријатен, на една надпревар кој играме со Куманово, кажете го, горе од балконот што беше, ја играв за Вардар, тогаш ја идем сум 65 години у Вардар само да играм кошарка, и дадов еден кош. И од горе од балконот ме гаѓаа со мртва чавка, ме погоди ја брш у глава. И стана непријатно, стана гужва, рипнало, играчите се степаат со публика и така натака, дојде полиција, сврши таа работа. Второ се сеќам, кажете го, после ова Куманово сите издајники цујат, викат кој се кумановско дете, игра за Вардар против Куманово. Така беше, имаше многу доживљај, прво да ви кажам. Да, меѓутоа спомнем и твојот татко некако беше многу врзан за овој објект, така велат старите Кумановци. Татко ми има, ја имам негова, кажи го, фотографија кога со Сокол била. Соколана има добиено по Сокол, споело КСК, Кумановски спорт клуб Шпарта. И татко ми е познат по Кирил Војновски Шпарта. Он бил голман во КСК Куманово, од нека 27-29 до 35-6 година бил голман, доста активен. После тоа беше се грижал во Кумановскиот спорт клуб и кога се преселиме ние недека 58, 60, пред 60 година, кај што го се преселиме во Скопје, ради татко ми доби работа во Скопје, мораше да дојде таму на работа и се преселиме во Скопје. Иначе живеевме на Негоречки сокан, слепото улице кај црквата. И нашата куќа беше едно време и заштитена, бидејќи тука на татко ми чераците беле сите отида во партизани. Бугарите татко ми не го затвори, го интернирава. 3 години беше во интернација во Кюстендил во Софија. Ми живеевме сами, мајка ми водеше брига за Дукенот, неговите чираци сите отида во партизани, затоа го затворија. Може да кажеш како беше твоето чувство сега кога влезе во салата? Како се чувствуваш? Да ви кажам, на ивица на солзи. На ивица на солзи. Зошто? Секаш, па јас сега имам 80 години. А кога сум имал тогаш 20, не ни 25, 18-20 години кога сум дошол прв пат да играм кошарка во Македонија. Тоа е многу време. Колку е Соколана дала за Куманово за севкупниот развој на градот? Според тебе? Огромно, не може да мери со пари. Огромно. Таков објект да имате, тоа од Богу да е дадено. У Скопје, например, таков објект немаше. Воопште не појме. Ми играме во Скопје во школските сали. Немаше никаде ли отворено. Позади игралиштето на Вардар беше некоја мала сала, кога на еден кош се играше. Едина сала у Македонија, цела Македонија беше Соколана. Една порака за младите генерации? Па да ви кажам мака, една порука, јас сум дуго години во Вардар. И во спортско друштво сум председател и на кошаркашки клуб е приватна собственост. Со спортот се прави све, се формира човек, се формира карактер. Друштвото, општеството има најголема корист од млади едуцирани луѓе и телесно и духовно воспитани. А спортот го прави тоа. Сега место спортот, игранки, журови, диска и така натака, кој по моје мишлење не е баш пожелно за млади луѓе. Нека идат во диско, тоа е убава работа, музика да слушаш, исто е племенита работа. Али да се бави со спортот е клучна работа. Исто така ДТВ Партизан од Куманово во 50-тите години формира одлична екипа која остварува добри резултати, а еден од предводниците на генерацијата, Милорад Ивановски Мице, беше кошгетер. Покрај него членови беа Сушелски, Симоновски, Јовановски, Поповски, Ачковски, Николовски, Пешевски и Крајевски. Во прва бивша Југославија се формираше друштво гимнастичарско, али нема услови да работат како што треба. И дојде на идеја управата, поточно, дојде на идеја да собира доброволен прирок од граѓаниве и да се ова сала направи. Таа почнала негде околу 23 година, 1923 година,
а завршена е 1931 година, односно од тогаш постале гимнастичари кои се нарекувале Соколи и по тоа име и оваа зграда добила име Соколана. Главниот развој на Соколана се случува после Втората светска војна, иако и пред Втората светска војна имало некои работи кои се случувале внатре во објектот, меѓутоа после Втората светска војна Соколана на некој начин станува кач за сите кумановци, културно-забавен живот, спортски, на некој начин. Тука кумановци го наоѓаат своето место за забава. Па точно е тоа, значи тоа и во таа бивша Југославија ова друштво развивало покрај гимнастичарки вежби, имало и културно-забавен живот. Така, например, се чекало Нова година, па се чекало ловачка забава и така натаму. И после војната, 1945 година, одека се доби објект кој се нарекуваше Друштво за телесно воспитување Партизан. Во ова друштво прво главна грана беше гимнастика и партерна гимнастика. Во 46-та, колку јас памтам, прв пат овдека дојдов на 9 години и почнавме да вежбаме како пионери, а тука беа и младинци, а и постари сениори кои работеа со нас. Може да ги споменеме тогаш тие тренери кои беа? Првите гимнастичари кои ги пронесе овие вежби беа професори Госе, Оце, Дајле, а нарочито Аса Скакла, кој како дете се сеќам, тој ни беше одека предњак кој не учеше на разни вежби гимнастичари. Што представуваше Соколана за еден млад човек во тоа време? Па, како да ви кажам, покрај гимнастика во оваа сала почна да се развиваат и други секции, така како што беше кошарка, одбојка, пинг-понг, бокс и други спортски грани кои овдека екзистираа. Покрај Да се задржиме на вашата специјалност, ако може така да кажеме, тоа е кошарката. Куманово имаше задоволство да биде домаќин на тие незаборавни зимски турнири, а вие сте веројатно биле многу активно уклучени во следењето и во работата на тие турнири кои на некој начин делува многу афирмативно за Куманово, а и за Република Македонија. Тоа е точно. Јас како дете се сеќам на 9-10 години доаѓа овдека во ова Соколана, се одржуваат зимски турнири од 46 година па се до 62-3 година. Не знам точно. И се менува генерации и генерации. Јас како дете не ме многу интересираше гимнастика, повеќе ме интересира спортски игри, како што се кошарка, ракомет, одбојка и така. Прва генерација за кошарка можам да кажам дека беше Аса Скакла со Чедо Попоvić кој донесоа овдека една топка и со таа топка ние овдека како пионери вежбавме, трчавме, колку знае тие да ни покажат, се покажува и така. И 1949 година се формира и школа, како така наречена кошаркашка школа на фудбалскиот клуб 11 октомври. И таа школа траеше се додека овие кошаркари кои овдека работеа и тренираа, не тренира и нас, но кога се растурат по студии таму што ја знам, ние остануваме сами работеме тука. Може вака да ве потпрашам нешто. Велат стари кумановци дека турнирите, оние зимски, траеле од раните утренски часови до вечерните, на некој начин Соколана да била поголема, би го собрала целиот град овдека,
меѓутоа за жал немало место за сите. Точно е. Одека на превари почнувале од 8 савајле, па се до 1 сат на вечер. Имало многу голема масовност, прво од Македонија, а после почна да доаѓаат и екипи од соседна Србија, како што се Борас, Раднички, Црвена звезда, Партизан, па дури Локомотив од Загреб и Олимпија од Љубљана. За да ви кажам, дека публика ќе дојдеше со парчиња леп замотани да сватат место и да седат до крајот додека се одржуваше утакмици. Ова Соколана не можеше да прими повеќе од 500 човека. И затоа, после известно време и дојде до идеја да се направи и салата доле во крај реката Кумановка. Професоре, може да ни кажете еден вака од вашата дugогодишна историја како спортски работник, еден важен детал кој ви останува од Соколана како незаборавен спомен? Јас ќе ви кажам, ќе ја земам за пример 1958 година, кога станав координатор на овој турнир. И тој турнир не можам да го заборавам, немам и слика од тоа, не можам да ви ја покажам. Тоа не можам да го заборавам, а исто така не можам да заборавам една утакмица која ја игравме со Работнички, тоа беше 1956 година. Изгубивме со еден разлика, 51-50. Тоа беше незаборавно, значи игравме, како да ви кажам, многу пожртвовано, многу борбено. Имавме желба да бидеме прваци, но таа година првак стана Работнички, а ние бевме втори. И за крајот, вие сте дете од Соколана. Како е вашето чувство кога ќе поминете покрај овој објект? Што чувствувате во вашата душа? Па ова Соколана ми е, како да кажам, прошло и детство, и младост, и еве и сега старост, која ќе пројдам, морам да влезам овдека, да ја погледам, која исто така се изменила. Овдека беше бина, овдека беше магазин, таму беше канцеларија, таму исто имаше една соба, доле таму имаше сала за вежбање и така. Али сега има друг лик. Неповторливиот Мирољуп Ларевски Нини заслужено е во врвот на соколанските кошаркарски случувања, како играч беше член на генерацијата Мите Атанасовски, Симе Антич, Крстевски и другите. Всушност, Соколана беше првата негова станица во патот кон успешните. Па какво е чувството? Не сум легал неколку години, да ви кажам сега, во овој момент имам и малко трема. Сега вака како ти што кажа за Соколана, меѓутоа тоа е наша младост, моја младост, наша младост, на многу генерации. Ја, фала Богу, доста одамно паметам, многу генерации поминало од различити области. Соколана не е било само за спортисти, односно прво е било за спортисти сигурно, прво за гимнастичари уште во стара Југославија. Пред Втора светска војна, после тоа и со гимнастичари, кошаркари, одбојкари, ракометари, нема боксери, нема која спортска дисциплина да не е влегол некој во оваа сала. Во своје време таа беше една од ретките, ја колку се сеќавам, мислам дека у Словенија имаше една оваква и нашата сала, оваа Кумановска. Навистина, кога се сеќавам на некои моменти, младост, убавина, тука почнаа првите сентиментални врски, игранки, тоа беше у недела, не се сеќам баш точно, ама
u 3 sat matine, u 3 sat popladne. Sve spremame deca tuka, različiti grupi pejači u to vreme, Kumanovci, različiti grupi i togaš i u to vreme imalo grupi koji svira gitari, saksofoni, što ja znam. Може ли да не пишете како изгледа една вака игранка у кратки црти тука? Велат на една страна девојки, на друга страна мажи. Pa dobro, ne znam da li беше baš така, ама što je interesno, imaše na visine i tije работи кога после музика и одма секој скока, što povrgo da dojde do ženska. Međutim, u to vreme imaše i malko bih go rekao to na srpske, drugarice biraju. Znači imaše igranka kada što i nije сега седиме да видиме дали некој ќе не бира. Па имаше се бира, беше многу интересно. Па имаше се вика банатско танго, например, ти играш со некоја девојка, ја од позадите ударам вака по грб и ти викам молим и ја продолжувам со неја. Така да многу убави моменти. Не е имало никогаш, барем ја секогаш сум бил присутен на овие игранки. Знам еднаш, у Скопје учев школа, па дојде со една така многу убава девојка у тесна сукња. И еден мој роѓак, пријатели, позади сечева во сукњу. Така да многу може да се зборува, вака да кажам, за провод, многу генерации. Ја само што ги паметам професори тие по физичко воспитување што ни биле. Тоа е професор Дајлевиќ, Ацо Скакла, Гоце, има и уште некои, така да тие професори на што ни биле, тие некако се најзаслужени, барем за мене и за уште некои генерации што почнавме да се бавиме, некој со ракомет, некој со кошарка, али во главном кошарка и гимнастика во тоа време највише беше. Имаше многу добри гимнастичари у Куманово. За вас велат дека сте били еден од најдобрите мајстори, барем така кажува стари кумановци, вика господинот Ланевски беше мајстор на танго. Што тоа значи? Што значи? Па добро, не само ја. Моја генерација сега да не ги споминам, некој се тука, некој отидува пред време. Па играм на вистина и ден денеска танго ме бива. Сега не дека сум бил најдобар, имало и други. Во тоа време не беше само танго. Се играше и рок-н-рол и твист. Рок-н-рол, ние сме тачно генерација на рок-н-рол, а ни мене повеќе и ден денеска ме бива така за танго да играм. Сега се задржиме на она што е на вас специјалност, ако може така да кажеме. Вие сте еден од најдобрите кошаркарски работници не само во Македонија, туку и пошироко. Незаборавните и се уште се зборуваат и ден денеска турнири во Соколана. Велат Куманово живееше за тие турнири, имаше празник на кошарка во нашиот град. Добро, малку претеруваш, најдобар едно друго. Тука имаше генерации, и подобри од мене, и послаби, зависи кој. Меѓутоа, на мене така ми влезе у срце, у душа кошарка, многу добар спорт е. Само оној кој играл и кој ќе влезе топка у кош е едно посебно чувство. Јас сега да кажем малку кратко неколку црти историја. 52 или 53 година, не знам, професор Дајлевиќ не донесе тука на еден зимски турнир, наместо на физичко да имаме тамо, да гледаме, и гледавме. Од таа 52 или 53 година, како да кажам, мене ми влезе таа кошарка у срце и ја од тогаш почнав да играм како јуниор, не е како денеска од 5 од 6 години, да па тогаш почињаме на 12, на 13 години. Турнирите беа единствени у Југославија. Единствени, нема екипа, јас барем колко што знам, нема екипа која не учествувал. Јас сум играл на секој турнир, многу турнири сум играл, сум постигнал доста кошари, имало и подобри од мене играчи. Не е коректно да кажувам за себе. Сум бил кош играч. Одбрана не играв никако, ама за напад ме биваше, имав рука. Така да
Imamo jedan rekord postignuto tuka na postignuti koševi. Сега не би го кажувал това да не биде mnogo да се фалиме. Од 9, од 10 сат са бајле кога ќе почнеше, па дури вечер до 9, до 10 сат. Имаше турнири квалитетни, имаше и така од Кавадарци, од Штип, од Македонија што има тие ДТВ Партизан. Тука да кажам и тоа дека после некои 5-6 или турни, што ја знам, ја ми текна земав свирка, почнав да судам утакмици. Така да највише, така да кажам, почеток на моја судиска кариера, која траела долго, неколку децении, од тука почнало. Оно што е интересно, има една синтагма, велат, покрај добрите кошаркарски партии тука, некои кошаркари успеле да најдат и брачен другар во животот. Например, велат за Владимир Цветковиќ. Добро, јас сум така најупознат со таа. У тоа време имаше и женска екипа и мушка екипа на Црвена звезда. У Црвена звезда играше Рада Ѓурич. Таа у тоа време се забавјаше со Чермак. А Чермак игра у Партизан. И Цвеле мене ми викала Цветковиќ, Лалевски, како ја да дојдем до... Како да дојде до таа женска. Мене како што ме дал Господ, не се секире, ја ќе средам. И сега да не зборам у детали, ја некако успеав да ги искарам Чермак и Ѓуричка. Цветковиќ се упозна, се забавља и после дојде и до земање, и до свадба, и две деца големи, и керка и син, исто бидна кошаркари, една женската у Партизан играше, брати во Црвена звезда. Така да имало доста така средби, се запознавања, цела Југославија. Тоа не е мала работа. Сега Соколана изгледа малечка, во тоа време изгледаше нешто величанствено. Иначе турнирите, какова атмосфера е било, и сега е убаво. У наша сала 4, 5, 6 илјади кога се собира. У тоа време можда 1000, 1500, овој балкон го гледаш. Секој турнир јас сум очекувал ќе падне, ма тамо не знам колку луѓе. Овдека имаше мала трибина од 5-6 среда, можда и повише, така монтирани. Кога ќе заврши турнир се вадат. Тука столови до аут линија, многу убаво, како да ви кажам. Господин Лалевски, од ова временска дистанција, еве сега после толку години, ќе се сложи со мене дека Соколана даде огромен белег во развојот не само на кошарката, туку и на културно-забавниот живот во градот. Како вие чувствувате Соколана еве денеска после децени и децени? Ја да ви кажам, Соколана не да е само за спортот, ја мислам никогаш нема да умре. Овака како тебе новинари, може би некој кроз 20, 30, 50 години некој друг ќе кажува за ова време сега како, еве видиш тука уште тренираат млади, но вистина мој живот, пола живот или најубави години се проведени баш тука. Во 60-тите години ДТВ Партизан Куманово ја представуваше уште една одлична генерација предводена од Трифуновски, Тасковски, Јакимовски, Душко Ивановски, Спасовски, Величковиќ, Џимревски, Раде Ѓоргиевски и други. Најпрво им предводена од Томислав Ивановски Ана, а нешто подоста и од Милорад Ивановски Мице. Раде Ѓоргиевски, соколанско дете од најраната возраст со кошарката. Целиот живот е посветен на овој спорт, како тренер на првиот тим на Куманово, а сега ги едуцира најмладите во Србија во тајните на кошаркарската игра. Ова Соколана е атипична. Ова е Соколана, она најголемиот простор е простор кој го нема ни една Соколана од бивша Југославија.
Тука е и одржано прво зимско првенство во Југославија по димензии. Ова Соколана има балкон, ова Соколана има бина. И затоа по 100 пат тврдам дека најголем бренд на Куманово се Соколана и кумановските турнири, кошаркашки турнири. Душко Ивановски Боби со својата прецизна рака даде голем придонес во многуте победи на својот тим, а беше еден од ретките што тогаш настапуваше за јуниорската селекција на Македонија. Ќе се вратам скоро 65 години назад. 2 мај. Со другар ми Зоран, што беше син на Коста, што ја чуваше Соколана. И стално игравме, вежбавме ваму таму и се качивме на греда, да поминеме еден преку друг, он падна на една страна, а друга страна ја скрши рака и тој 2 мај го памтам по тоа. Што да ви кажам, јас сум од дете тука во Соколана. Со кошарка почнав негде на 12 на години да тренирам. Тогаш не се играше лига во Македонија. Се одржуваат тие зимски кошаркашки турнири. И се сеќавам, значи, бев на 13 години, кога првпат учествував на зимски кошаркашки турнир тука. И како најмлад учесник на турнирот ми беше доделена награда тренерки за нормално тренирање. Тоа беше радост, како да ви кажам, у тоа време да имаш тренерка, тоа беше... Како кумановци го доживуваат тој турнир во тие далечни години? Велате дека од раните утрински часи па до вечерните публика многу, задоволство огромно. Па кога се сетам на тие мигови, мислам дека тоа беше нешто фантастично тоа време. Публика почнуваше да доаѓа таму негде од 8:30-9 сат. Од 9 почнува утакмиците, па негде до 12, до 1, зависи како се играше таа. Се беше околу, балкон горе, тука се на бината посебно се правија трибини, тука се правија трибини. Се беше окол наокол, полно до линија. Не можеше човек да излезе да може да изфрли толку од аут. Значи, една атмосфера фантастична. И да споменеме дека имаше многу екипи од поранешна Југославија. Каде беа тие сместувани? Се дружевте ли со нив? Како течеше денот воопшто? Видите што, спорт си е спорт. Тој практички си носи своји начини на однесување. Екипите кои доаѓа од бивша Југославија, од Београд, од Загреб, од Чачак, од Љубљана, тоа беа момци, па и девојки, кои беа сосема другојаче воспитани во однос на спортувањето, во однос на нас, нормално. Ние бевме на некој начин и провинција за таа работа. Они ќе си дојдат нормално пред утакмица, ќе си се облечат, ќе изиграат утакмица како што треба, ќе се облечат и ќе си отидат. Обично хотел Кристал тие тогаш предстојуваа. И дружбата беше само по завршување на турнирот. Имаше свечена вечера, па сите кошаркашки таму бевме у хотел Кристал. Една скромна вечера, музика и така. А сега кога би ги споменували имињата на кошарката, многу играчи се поминали овдека од Соколана, но ние да се концентрираме овдека на нашиот кумановски регион, ако може така да кажеме. Кого ти вака го паметиш, кого го издвојуваш, покрај тебе ти си сепак големо име и други имиња кои поминали Соколана, а кои се заслужни за севкупниот разбор на кошарката? Па видите, ја памтам втората генерација тука што играше кошарка. Првата генерација беше постари и не ги памтам тие играчи, ама знам дека тогаш играле Лаци,
не можам да се сетам за други. А втората генерација беа поблиску со години до мене. Това беше брат ми Мите, што беше легендарниот голман Анастасовски, што бранеше у Вардар. За мене е од најквалитетни голмани во тоа време во бивша Југославија. Потоа се сеќавам на Нини, на како се вика, не можам да се сетам, има една прекрасна слика, веројатно ќе дојдете до таа слика, верувам дека брат Мице има таа слика. Тоа се 5 прва постава играчи кои навистина игра многу добра кошарка. Кој ја предводеше таа генерација? Кој беше учител? Ја мислам дека беше тоа професор Гоц, мислам дека беше, а не се сеќавам конкретно. Тогаш не се тренираше кроз цела година, ќе се собереа пред турнир. 2-3 недели ќе потренираа малку и така. Бидејќи немаше нормална, мислим, лига во Македонија, се играше турнирски, се идеше по Скопје, па што знам, во Пеќ се идеше и така. Кога го спомнувате Гоце Здраковски, тука да го спомениме незаборавниот Тацо Скакла и плејада други врвни спортисти кои ги учеа тогаш најмладите дека треба спортот да ги направи во како може така да кажеме домаќини луѓе. Да, во секој случај, у тоа време спортот беше во функција на оспособување на млади луѓе во секој поглед. Мислам, спортот ни носеше некои многу можности за свој развој, дали во школа, дали во приватен живот. Тоа беа сосема други времења од денешниве. Мислам дека имаше некој ред, се знаеше некој ред како се одвиваат сите тие работи тука во Соколана. Јас се сеќавам, имаше море млади дечиња што трча, игра, вежба, гимнастика. Ова беше преполна сала, и со дечиња, и со машки, и со женски. Тука преку зимата тренира и ракометниот клуб, женскиот ракометен клуб кој се издигнал на вистина голема екипа во тоа време. Тоа беа прекрасни девојки. Едно вака интересно прашање. Многу време кумановци се зборуваат вака во себе и велат зошто да не се соберат сите великани од Македонија, од просторите на поранешна Југославија, да дојдат тука во Соколана, да одиграат еден ревијален направ во рамките на можностите и на некој начин да се подстапат тие незаборавни моменти. Сепак да споменеме дека многу имиња од овде кога Соколана изникнале. Еден Славнич, еден Покојен Чосич и така натаму. Како идеја, дали ви се допаѓа? Идејата е прекрасна. Ако ги кажеме сите оние играчи што тука игра, тоа може да се направи 2 бивши југославенски екипи. Од Светковиќ, па Славнич, па Чермак, па Николиќ од Загреб, па кој уште не доаѓаше, па од Чачак што доаѓа Радмила Мишовиќ и други тие. Да, од Словенија Иво Данил. Не, Иво Данил не е бил тука, тука гостуваше само женска екипа Олимпија од Љубљана. Машка никогаш не е била тука. И за крајот уште една работа која би сакал да ја цитирам, а вие сте ја кажале, во која велите: Соколана ми го разви и умот и телото, а таа беше мојот втор дом. Што значи тоа? Што значи? Навистина тоа е тоа што го кажете. Она ме направи едноставно човек. Да кажеме, ајде, успешен човек. 1967 година љубителите на спортот во Куманово долго ќе ја паметат. Згасна популарниот Соколански турнир. Причините – немање доволно финансиски средства за успешна организација. Последните состаноци на комисијата за турнирот при ДТВ Партизан не навестуваше дека ќе се случи таков епилог. Се испратиле покани до поголемиот број на учесници на турнирот. Дури и Соколаната беше реновирана во неколку сегменти, односно се направија импровизирани трибини со цел да се соберат што повеќе гледачи.
се планирало турнирот да добие меѓународен карактер со учество на екипи од Чешка, Полска. Сепак работите трнале во несакан тек. Најпрвен своето учество го откажале гостите од Чешка и Полска, а потоа се јавил и недостиг на финансиски средства. Раководството на ДТВ Партизан се нашло во мат позиција. Излезот не се насетувал. Доцна биле испратени поканите за екипите учесници. Спортската јавност во Куманово реагирала. Беше испратен апел до сите добронамерници да помогнат да не згасне кошаркарскиот карневал во Соколана, кој даде многу за популаризација на кошарката во Куманово и Македонија. За жал не помогна апелите. Соколана остана пуста во јануарскиот термин. Немаше кошаркарски возбудувања, другарувања, навивање, задоволство. Кумановци не го губи оптимизмот. Велеа, идната година ќе се средат работите, пак ќе ги гледаме. Куманово, Работнички, Црвена звезда, Борац, Раднички, Олимпија. Подемот на соколанските кошаркарски случувања со исто темпо продолжи и во 70-тите години, кога турнирот остана од највисок ранг, а Куманово исфорди на површина нова одлична генерација кошаркари: Петрушевски, Темелковски, Просеник, Василевиќ, Боцевски, Саздов, Ангеловски, Спасовски, Тодоровиќ и други. Зоран Петрушевски се одликуваше со смиреност и решителност кога беше најпотребно за екипата, а со својата генерација даде значаен белег во историскиот развој на кошарката во Куманово. Господине Петрушевски, вие сте едно од најголемите имиња на кумановската кошарка, ако се вратиме со децени наназад. Меѓутоа и вие, како и вашата генерација и многу други, имате доста убави спомени за ова наша убавица, така наречената Соколана. Кои се вашите први впечатоци? Имате ли некои моменти кои ги ви ден денеска евоцираат за овој објект? Прво да ја поздравам вашата иницијатива за ова репортажа за спортска сала Соколана. Мојата кариера почна во 71 година и тука ги почнав првите кошкашки чекори. Тогаш кога дојдов во овој спортски објектот, единствен во Куманово, едно утро отидов кај професор Димитар ги тренираше овие младинци. Дојдов тука, имаше едно 15 дечиња, така што се јас се вклучив во нивната работа. После мене дојдоа повеќе деца, каде имаше некоја селекција на тие дечиња и почнале со тренинзи. Првата екипа, колку се сеќавам на Куманово, тогаш последната утакмица мислам дека се играше со Тиквешка Вадарци, кој беше тогаш и Књази кога играше во Тиквешка Вадарци, и имаше некои немили случаи тука со таа утакмица, така до некои играчи од оваа прва екипа беа испоказнети во тој период при крајот на ова првенство нивно. Тогаш за почетокот на новото првенство, бидејќи првата екипа се осипа, тогаш ги водеше Мирољуб Нини Ладевски, и тогаш во екипата влеговме јас и имаше уште 4 играчи, тоа можем да и сега се сеќам на нив, тоа е Трајко, овој што поеше во Октјат, потоа Чедо Петровски, покојниот Чедо Розовиќ и Чачиќ. Тој дечко е отиден во Скопје одамна, играше после 1-2-3 години за Куманово, а е отиден во Скопје да живее таму. Може да ни кажете како изгледаше еден работен тренинг тука, како Соколана пулсираше во тие моменти? Па да ви кажам право, тогаш Соколана имаше некој живот во салата. Во оваа сала не само ние кошкачи што тренираме, тука имаше и джудо, имаше и ова гимнастика. Потоа доаѓа овие боксери, прво тренира во ова техничко училиште, а со тренинзи исто наставува и во внатрешноста на салата. Така да ова спортски објект имаше некој живот тој период. И едноставно имаше дружење, познанства, спојување, не е битно кој спортува. Потоа имаше ракомет надвор, значи едноставно овој дел од овој град имаше живот на спортски живот. Може да ни кажете за оние незаборавни турнири зимски кои ден денеска се зборуваат во нашиот град? Куманово беше центар на кошарката на поранешна Југославија. Па да, секогаш кажува дека Куманово е кошаркашки центар. Колку се сеќавам по зборување на постарите овие кошаркаши, тогаш во времето доаѓал и Чермак, доаѓал и овој Цветковиќ, доаѓале некои женски турнири, тогаш имало зимски турнири и биле доста посетени од страна на кумановци и биле сигурно дека биле задоволни од тие турнири. Кога јас почнав да играм кошарка, се сеќавам после, мислам дека година-две, тогаш прв пат ми дојде Босна од Сараево, тогаш прв пат влезе во прва лига со нашиот прославен кошкаш Мирза Делибашиќ.
но тогаш тој не играше на таа утакмица, а Куманово беше појачено со Боцевски, Владимир Боцевски и Стерело Андоновски. На таа утакмица овие наши двајца, мислим, прославени македонски кошаркаши стварно одиграат добро, така што Куманово го победи, колку се сеќавам, дали 30 или 40 разлика. Ја победија Босна, се заврши утакмица и се сеќавам на тој момент каде што овие семафорот, тогаш немаше овој, кажи га, семафор, него имаше на оние со табли, кажи га, дрвени и се ставаа бројки се со постигнати коши. По завршеток на утакмицата, тогаш се сеќавам на Мирза Делибашеќ, ми беше воочно да само го преврте резултатот и заплака. Значи, стварно, кој понатамошната кариера сите ја знаеме неговата кариера во бивша Југословенска. Меѓутоа, тука во Соколана првите чекори ги има направено еден легендарен Крешимир Ќосич, па тука беше Ранко Жеравица и многу. Со тоа дефинитивно Соколана ја става во врвот на кошарката на простоите на пранеш Југославија. Па да, тоа се сите викам да овие, кажи га, југословенски познати кошаркаши, сега и тренери кои се биле, се доаѓале овдека на турнири, има добри сеќавања. После мојата, мислим, почеток на мојата кариера, тогаш исто доаѓаше Звезда, доаѓаше Партизан, доаѓаше некои други екипи, не знам сега, не може точно да се сетам, и ние одржаваме тука тие зимски турнири, што почнаме едноставно екипата да се формира на некој начин. Мирољуб Лалевски тогаш не водеше две екипи, после него дојде Раде Георгиевски. Една година, па тој отиде во војска, па не дојде после Цефи од Скопје, една година водеше и така ја ствараме екипата, кажи га, година во година се ствараше екипата, 100 довидувања играчи од Скопје, али стварно тоа играчи кои беа заслужни и едноставно се боре и се игра како да се од Куманово. Според вас, еве, после толку години поминати во Соколана, твое лично видување, каква е улогата на овој објект во севкупниот развој на Куманово, не само во кошарката, туку и во сите други сегменти? Па овој спортски центар Соколана беше за сите спорти. Како од бокс, како од дрвање, како од, кажи, гимнастика, кошарка, ракомет, мал фудбал, се почињаше, значи почетни кораци на сите спортисти беа од овој објект. Така да многу познати имиња, мислам, и во Македонија искочија во кошарката, исто во боксот, исто во ракометот беше добар. Исто така и рвање имаше добро, имаше гимнастика добра. Значи се имаше некоја подредена улога на сите спортови, така да имаше Куманово позна беше како спортски град. Зоран Темелковски, цврст и секогаш борбен во дуелите, беше пример за мотивација и желба за успех. За него немаше загубен напревар. Куманово е градот во бивша Југославија кај што кошарката почнува да се игра и тука се поминати сите југословенски звезди пред мојата генерација, а и во мојата генерација, иако ова спортско здание е една историја и буди емоции кај сите спортисти кои минале низ ова здание и ова ќе остане историја. Сепак ние кои сме минале низ оваа спортска сала, ги имаме чувствата, ги имаме надежда дека оваа сала ќе ја вратиме во една историја, ќе биде убав туристички храм, кај што идните генерации ќе можат да разгледаат нешто што е почеток и зачетоци на кошаркашкиот спорт во Македонија. Да се вратиме на оние 70-те години, значи вие настапувате за екипата на Куманово, плејада на врвни кошаркари. Овдека Соколана имаше еден препознатлив турнир кој беше синоним за успех на кошарката во Македонија и поранешна Југославија. Значи јас дојдов од работнички 75-та година во една убава спортска екипа, во една убава спортска атмосфера и точно сега кога влегов, овој паркет ми побуди некои чувства дека кога Соколана реконструиравме, имавме прва утакмица со МЗТ Скопје, кој ни беше постојан ривал на Куманово и имавме првиот пораз. Таа година неочекуван и таа година пак бевне прваци и на квалификациите успеавме да се пласираме меѓу трите екипи, будуќност, МЗТ и ние секогаш бевне во втората лига Југ.
као водеечки екипи и во прва Б лига да тогаш постоеше тие квалификации, не успеавме да се пласираме два пати за прва лига, но народот се уште го чувствувам по балконите тука кај што беа и тренира боксерите, кога беше утакмица, немаше слободен простор кај да се влезе. Мислам тие генерации, нашата генерација на кошарка, на АЦ Русевски боксот, бевне генерација која побудивне одговорност. Југословенската кошарка беше мајката или лулката на европската кошарка и создавањето на европската кошарка, и се радувам што и до денеска е носеечки тренерите во европскиот шампион се од просторите на бивша Југославија, тоест од овде, од оваа спортска сала, од овде, од овие кумановски турнири, и мислам дека е време да се вратиме назад кон младината, да почне да представуваме и историјата и почетоците на спортовите и да добијат што поголем простор, како и во вашата телевизија. Идејата е за поздравување, бидејќи овој храм ќе побуди емоции кај младите генерации кои сега ги гледаме во кафичите и главен дострел им се клубовите за играње на покер апарати или апарати за губење на пари, и мислам дека тоа ќе дојде во надолен тренд. А може да не кажете таа ваша генерација кога настапувате овдека во Соколана, сепак да ги споменеме и тие луѓе кои беа ваши клубски другари? Значи, овдека генерацијата на успешните спортисти не е раскинливо ткиво од сите генерации кои поминува и се надоградувавне. Тука сме ние Зоран Петрушевски, Тони Просенич, јас, Владимир Боцевски, Дејан Цветковски, Саздовски. Тука беше Страше, еден као јуниор веќе влегуваше као еден голем талент во југословенската кошарка. Жалам што не ги достигна врвовите, иако е успешен во југословенската кошарка. А под водство на тренерот Стефан Тодоровски Цефи. Да, Стефан Тодоровски Цефи беше лесна му земја и Раде Георгиевски е вклучен од првиот момент во екипата, и за овие две личности се врзуваат успесите на кошарката. Не може да ја заборавиме да ги кажеме и личностите кои околу кошарката уствари ги ствара условите и амбиентот, и се што денес има Куманово се заснова на Момчило Јовановски, тогаш беше на комитетот, па имаше еден Ралич кој беше секретар, а мотор на клубот и ова беше доктор Даштевски Бранислав, кој беше уствари контактот меѓу кошаркарите и раководствата во градот. Така да тие се личности кои се втемелени во историјата на градот, на кошарката и се што е околу кошарката во Куманово. После тоа се надградува многу, јас не можем да се сетам, не можеме да заборавиме дека во мое време Искра Куманово беше под Томе Кралевски, една голем спонзор кој се појави во Куманово. За крајот, господин Темелковски, после толку години поминато од ова временска дистанца, каква е улогата на Соколана во вашиот личен кошаркарски развој, а и улогата на Соколана во севкупниот развој на кошарката во Република Македонија и пошироко? Значи, јас сакам да се подсетам само дека спортот ми даде се во животот, а главно е во темелот на мојот успех, на мојот живот е врзан за Соколана. Иако настапував и за МЗТ и за работнички, Соколана го изгради мојот лик, ја изгради спартанството, бидејќи таму да се бањаш на минус, да се капеш на минус 40 степени и ништо да не ни смета, се изградивме као спартанци, а тоа ни помогна и на патот на животот, во бизнисот, да бидеме истрени, да бидеме издржливи и да можеме да ги совладуваме сите препреки. Значи, Соколана кој ја минал од спортистите, се успешни и во животот, и мислам дека
нема во нашите генерации некој кој што не е успешен и кој што не ги чувствува емоциите на Соколана и кој не ги повторува постојано во некакви своји друштва, пријателства и не ги раскажува сите моменти на убавото ќумбе со дрва, Божо кој што го палеше. Замислете, овде има минус 30 степени, ние имаме ќумбе во соблековалната и сега замисли го тоа сето као амбиент, но сепак тие сме среќни генерации, затоа што беа среќни и луѓето и младината во Куманово и ние тоа го чувствувавме и живеевме за тоа, бидејќи од тука веќе кон центарот кој ќе победевне се славеше. Ние јако живееме во Скопје, останувавме тука да спиеме заедно со другарите, да се створи една другарство кое е нераскинливо до денеска. И ние постојано се секираме и се грижиме за кошарката во Куманово и постојано уствари потенцираме дека треба да се направи нешто за да се врати сјајот на спортот во Куманово. Секако за одбележување се и одличните резултати на женските екипи од Куманово, кои се фатија во предизвикот да се носат со силните екипи од просторите на поранешна Југославија. Љубица Кузмановска е една од позначајните имиња во спектакуларните соколански кошаркарски случувања. Пред да ви кажам за ова, јас сакам да кажам дека за мене Соколана беше втор дом. Цело слободно време јас тука го поминав, младоста тука ни помина, само што ке ми се укаже прилика да имам слободно време, јас бев тука шутирајќи на кош. Инаку, за Соколана можам се да кажам, оптеретена беше од 7 насабеле до 10 навечер. Јас како професор по физичко воспитување, бидејќи работе во економско училиште Моша Пијаде, ние немавме сала, така да часови по физичко тука ги држев. Инаку се организира шоферски забави, ловачки забави, дочек на Нова година, матине игранки, инаку најпознати се турнири во кошарка. Инаку, освен кошарка, други активности имаше гимнастика. Ние тука, бидејќи ви реков дека тука држев часови, подготвува ученици за слет, атлетика имаше надвор, ракомет имаше надвор, инаку јас се надпреварува во Републичка лига, имаше надпревари на ниво на турнири, пред мене генерација од женска, јас би се задржала повеќе на женска екипа, беше сестра ми Беба и надимак на неа и од кошарка, бидејќи во тогашна Југославија најдобра кошаркашица во Југославија беше Беба, а таа беше за Македонија, играше со докторка Ната, со Жишка, со Стојка лаборантка, Лиле, Мима Даштева. Инаку после таа генерација јас настапив како капитен на екипа со Гина, Раче, покојни се за жал некои од нив, Милка Сладиć, Горда Бендо, Анче Перковска, по мене Сонја, Лиле. Значи, во секој случај и оние турнири за Соколана им настапуваше и Црвена звезда со една Калинич и многу други плејада на вровни кошаркарки. Опишете ни ги тие напревари, ако може да кажете како беше тоа тие настани. Добро, тоа сакам да кажам дека на прв пат беше 58 година машка екипа од Партизан предводена од Александар Николич, селектор кој ја водеше репрезентација на Југославија, сега е покоен. Доваѓаше екипата на Раднички од Белград предводена од Ранко Жеравица, борец од Чачак, Олимпија, еве се сеќавам на Данеу од Олимпија, Чермак, Киќановиќ, Славниć, Кораќ, наш Књазев, мора и наши да ги спомнам, беа тука, еве еден Цветковиќ од Црвена звезда, така да тука и се ожени за жена од Раднички, Радовановиќ, мислам дека се викаш. Ѓурич. Тие беа незаборавни турнири, преку 20 години се играше за време на зимски распуст, траеше 3 дена, на 29, 30 и 31 за време на зимски распуст. Соколана беше полна, немаше, значи градот живееше за тие турнири, немаше каде да се застане, јас се сеќавам, сега го гледам балконот, еден врз друг
беа за да може да гледа секој и само околу игралиште тука само се стоеше, инаку немаше место, голем дел турканица за да влезе секој наш член сакаше да влезе да ги посматра тие турнири. Гледам дека се прилично возбудена, топката ви е тука покрај срцето и ден денеска Соколана ви останува како добар спомен. Да, ми останува, никој пат нема да заборавам, еве, пошто сум на терен тука, се сеќавам на секој детаљ како да вчера би било. И на имиња кои настапувале тука, и на тие турнири. Само да ви кажам ја еден случај, ден денеска ми префрлуваат многу наши и судии и кошарка. Ние прв пат доваѓа да игра Раднички од Белград. Ние кога ги видовме екипа прва во Југославија, скоро 2 метраши толку високи, а ние како почетници мали. И прв пат зимаме топка доаѓа во наши раци и ние место да тргнеме на кош на противник, ние тргнавме на кај нас. Гина шутира и никако кош да даде и ја викам: Гинче, дај ми топка на мене. Ја зедов топка, шутирав и ја давам кош на и води Раднички 2-0 благодарение на мене што им го постигнав тој кош. И ова никој пат нема да го заборавам. Лукавиот кош гетер на својата генерација, Анџица Стошевска, ни раскажа многу интересни моменти од како што вели најубавите кошаркарски спомени од Соколана. Во тоа време во Куманово беше традиција да се игра кошарка. Најсакан спорт. Турнирите се одржува во Соколана, кои траеа преку зимскиот распуст, беа посетени од сите екипи од Југославија бивша. Така да тука пројдоа плејада на многу познати кошаркари, например Ѓерѓа, Цветковиќ и ред други кошаркари од бившата Југославија. Ние во тоа време бевме најака екипа за Куманово, каде што дадовме се од себе и зазедовме на вистина големо и високо место во тоа време и во Македонија. Да ја споменеме таа ваша генерација и нормално вашиот тренер Томислав Јовановски, кој многу даде за вашиот клуб. Епа, видите, ние бевме генерација Сонја Цветковска, Лиле, Ноне, Рада, Маре, Цеце, јас, Рада, Верче, кои во тоа време дадовме се што можевме, а тренери во тоа време ни беа Мице, Томе Ана и неговата жена Зага, кои навистина многу не бодреа и кога добивавме се радуваа со нас и кога губевме заедно сите заедно се така мачевме оти губиме некои утакмици. Оно што е посебно интересно по завршувањето на секој напревар сте имали специјални награди. Кога на пример ќе победевме посебно, тогаш бидејќи немаше спонзори, а можам да кажам дека како голем љубител на кумановската кошарка беше сладкарницата Плоштад, кој беше газда Осман со неговите браќа, кои после секој надпревар не послужуваа, тогаш беше, кажете, сутлиеш со една тулумба. Тој беше голем љубител во кошарката и машката екипа и женска екипа. Секогаш после вечерните кога се спремавме, после вечерните часови одевме во сладкарница и таму седевме до доцна навечер заедно со Осман, кој беше газда на сладкарницата. Може да ни кажете како изгледаше еден тренинг под водство на Томислав Јовановски и како го доживувате вие тоа, еве, после многу години поминат? Тие беа стварно луѓе кои се залагаа многу за нас, кои не гледаа како наши деца. Во таа група спаѓа и секретарот, кажете, Јаков Станковиќ и Миле. Тука беа нашите професори кои не водеа по турнирите, тоа беше професорот Гоце и професорот Оцко. Кога одевме ван Куманово да игравме, надвор од Куманово, секогаш не бодреа и така со стимул
ни веле ако победите ќе имаме подобар ручек, ќе имаме и нешто благо и така не мотивира на некој начин. Најголема ова радост ни беше кога еден ден ни соопштија од ќе ни дадат тренерки и шенгајки патики. Оти во тоа време тоа беше да добиеш, тоа беше голема радост за нас, младите. И она што беше круна на вашата работа беше турнирот во Белград, може да не пишете таму како беше? Пред да одиме на турнир во Белград, имавме исто турнири во Скопје, каде јас лично тогаш бев прогласена за кошгетар на македонската екипа. Во тоа време дадов 20 коша. После тоа, како најдобра екипа од Македонија, не пратија на турнир во Белград, каде покровител тогаш ни беше глумецот Александар Гаврич и се одигра на Калимегдан. Таму го зазедовме трето место во Југославија. Од тогаш јас не паметам дека таква екипа, како што беше нашата, дека во Куманово се играше кошарка, ама такви резултати не беа постигнати. Нејзината клубска другарка Лиljana Алексовска беше мотор на екипата, а во име на тимот рече: "Мојата генерација со право влегува во историјата на женската кошарка како една од најдобрите во градот." Уште еден представник на она незаборавна женска кошаркарска екипа од Куманово, Лиljana Алексовска. Многу убави спомени имате за Соколана, пред се незаборавни женски турнири. Кои се вашите први печатоци и сеќавања за оние златни денови? Како да ви кажам, Куманово живееше за зимските денови. Живееше за турнирите зимски кошаркарски што беа одржувани во оваа сала. Салата беше преполна секогаш. Сите екипи што доаѓаа беа многу задоволни. И од приемот, и од игрите, и од салата. И самото дружење беше многу убаво. Меѓутоа, редно да споменеме и таа ваша незаборавна генерација која навистина имаше одлични резултати бар за тогашните прилики. Да. Во тоа време тренер ни беше Томе, го вика Ана, а нашата екипа прв тим беше Сонја, Нада, така вика на Шипе, Виолета Веце, Рада и јас, Лиljana. Имавме потоа, ние доаѓавме како одработнички малку во испомош, ама екипата беше секогаш компактна. Сега кога споменавте големиот спортски работник, за жал сега почна Томислав Јовановски Ана, мора да го споменеме неговиот голем труд во создавањето на вашата екипа. Како работеше со вас, што ве советуваше? Тој за се бореше. Се бореше за униформи, се бореше за тренерки, за едни патики обични, немаше тогаш модерни вакви патики. Имавме обични патики, секогаш се трудеше да биде се на време донесено, да ни направи покојниот Чичко Косто чај, тука го правеше на ќумбетот во салата. Многу беше убаво, живеевме за тој еден чај, бевме задоволни од еден чај, од се. Секогаш бевме задоволни од самата игра. Тренерот беше секогаш кога одевме на турнири во другите градови. Тој се грижеше за сите, за превоз, за исхрана, за престој, ако требаше да преспиваме, се беше сместено, наместено како што треба. Никогаш немаше никакви фалинки од таа страна, колку се сеќавам. Бидејќи сте биле многу активни овде во Соколане, имате ли некој сеќавање за некој направо што ви останало сеќавање или некои возбудувања од овој незаборавен објект? Па имаме, секогаш имавме убави утакмици, тие беа поголем, појаки екипи од нас, се разбира, од Белград, од секаде доаѓа, од бивши југословенски простори. И ние бевме некаде на трето место, тоа беше за нас многу. Потоа отидовме и ние на малиот Калемегдан, таму враќавме турнирите, имаше летно време, таму се одржува.
И тоа беше, не се сеќам, они беа секогаш подобри од нас, ама ние колку можевме, толку се трудевме за тоа. Како беше тоа на Малка Лемидан во Белград? Многу беше убаво. Таму бе исто така, и таму беше, и таму освоиме трето место, тоа беше многу убаво. Не представува секогаш нас како Куманово, како добра екипа, како добри домакини, секогаш. Секогаш беше се во ред. За значењето на Соколана разговаравме и со неколку познати кумановци кои зборуваа пред нашата камера. Видите, прво чест ми представува што сум поканет во оваа емисија. Ова емоциите се навистина големи, заради тоа што овде има поминато свое детинство, младост и така натаму. А и дел сум од спортот на Куманово, така да можам објективно да кажем што се случувало во овој монументален објект овдека. Објектот, колку јас знам, и дека е направен 30 година, 1930 година, а дело е на познатиот белградски архитект Момир Коруновиќ, кој исто така го има направено и проектот за спомен костурницата на Зеврњак горе, како спомен на Првата Балканска војна и ослободување од турско робство. Меѓутоа овде, како сакранен објекат на град Куманово, каде што се одвиваше спортскиот живот и бевме единствена сала, значи у тоа време покриена сала каде што можеше да се обавуваат спортски надпревари, нарочно од кошарка. Кошарката во Куманово, мора да кажем, во рани 60-ти години, значи има своја историја. Овој дел овдека се вика Соколанска мала, овде горе беа ниви натаму. Сите момчиња што раснеа на овој простор овдека се бавеа со кошарка. Значи имаше многу, после ќе напомнам кои се тие кошаркари што направи и добра кариера и беа познати во рамки на Македонија, па и пошироко во рамки на Југославија. Значи во овој објекат се одржува зимски турнири, значи традиционален турнир кој до 70 и некои години се одвиваше секоја година, и то од 19 јануари па некаде до следната недела тамо, а беше во оквир на зимскиот распуст, кога ние како ученици не распуштаа тогаш, а имаше зими тогаш, и овде ќе дојдевме. Во оваа зграда живееше Чика Коста, да го спомнам, Соколанец и негова жена Славка. Они се грижеа за оваа зграда и со фамилија тука живееа. А ова беше навистина монументален објекат. Значи прво и градбата, видите каква е, тоа е реткост. Значи една таква градба. Може да ни кажете, еве, доаѓа врвни имиња од кошарката од тоа време. На некој начин Куманово беше центар на поранешна Југославија на овој спорт. Па еве ќе ви кажем, за благодарение на оваа сала, затворена сала, каде што во зимно време се игра турнири, не зборуваме за овие други плюс помошни спортски објекти во дворот. Значи доаѓаше традиционално Црвена звезда, кошаркашки клуб Црвена звезда, во најак состав во тоа време со Владимир Цветковиќ, Драгојловиќ, после Славнич, уште први чекори негови се тука уште као јуниори овдека, да не кажем порасна во Куманово. Доаѓаше Раднички од Белград, крсташи, чувени крсташи, со Немања Ѓурич, со Ражњатовиќ, со Чермак, после Чермак помина во Партизан, знаете, нели? Видич, Зимуњич, тие беа чувени играчи и беа прваци таа година на Југославија. После доаѓаше Борат Чачак, традиционално. Тогаш од тој Радмило Мишовиќ научивме што се тројки во тоа време. Фрлање на тројки од секоја позиција, а он не беше високо кошаркаш, али тројки му одеа. Фарчич дојде тука, после играше за Партизан, па Джелошевиќ и тие имиња. И да го спомнеме Работнички, нормално. Работнички во тоа време со Књазев, Андоновски, со Пежо Лажетиќ и тие Георгиев, оној високиот центар и така натаму. Сега има некои тука интересни детали кои се споменува дека од раните утрински часови до вечерните Соколана преполна со љубители на кошарката, градот живееше за овој настав. Ако не викам, тоа беше редици на млади, па и озбилни луѓе овде горе.
И беше проблем, пошто капацитетот не беше и горе од галерија посматравме од балкон, а и доле, и тогаш немаше семафори, нормално се беше ручно. Кој ќе се постигне кош, имаше човек задолжен, ќе окрене ова, после со штопирица 3 секунди во рекетот, 30 секунди за напад, се со штопирица мереш. Немаше други, да кажам, мерни инструменти. Бе сакам да ве запрашам, Куманово, благодарејќи на Соколана, имаше и богат културно-забавен живот, многу игранки, дружиња, матинеја, многу млади тука доаѓа, а подосна се изроди и многу бракови од овој објект. Како не видите, овде игранки правеа, прво да спомнам наша чувена поп група, тоа се Глечери. Значи во најак состав со Вучиć, со Радуловиć, со Шоиć и Шуте на бубњеви. Карта више не можеш да дојдеш да влезеш или тука или во Касапски двор се одржува игранки или во пожарникарски дом и така. Дали имате лично ние ваш некој личен детал кој ви останува во сеќавање во Соколана, еве да ни го кажете? Па еве да ви кажем, гледај. Не спомнавме кој игра за Куманово тоа време. Покојниот бато, доктор Трифоновски, Крап, и тој е сега покојан. Они беа на крилна позиција. После играше Боцевски, тука почна Жмара, па помина во Работнички. Тука се Цаце Младеновски, и тој играше браќа Ивановски, Боби и Мице. После Лигаш, Моме, Ивановски исто. И бевме солидна екипа, да ви кажем. Чак имаше еден словенец, Повш се викаше, доаѓаше само за турнири. Од Словенија играше за Олимпија, али овде служеше воен рок. Овде кај Ѓерѓе има служено во Куманово воен рок. Јосип Ѓерѓе од Задар. И викам, и остана тие импресии за Куманово и остана и доваѓаше човек од неколку турнири поред само да игра за Куманово. Како е сега вашето чувство, еве кога ќе поминете некојаш покрај Соколана тука, како се чувствувате? Што мислите во вашата душа? Па еве што мислам, објектот е прилично руиниран сега. Можеме да дадеме благодарност на дечкото, пред кога го запознав, Виктор се вика, ја знам неговата фамилија, он се грижи, гледам, влеговме и внатре, паркетот е очуван, кошаркашко игралиште е очувано, она бина кај што се одржава и надпревари во бокс, БК Куманово боксираше тука, има неколку меча, имам гледано тука и во Дом Јана. Да, имало и гимнастика. И гимнастика. Па тоа беше друштво за телесно воспитување, ДТВ Партизан. Имаше, значи тоа беше стварно здрав дух во здраво тело. Значи мораше луѓето, мислим, младината се бавеше со таков спорт, со гимнастичен спорт. Имавме, значи, да кажеме, да го спомнеме, тој Талјат беше вежбачко тоа време, па Миле Фирц, па Звонко Мечка, беа гимнастичари, супер. Кажам, стварно сум гледал и тие надпревари, речимо на разбој, на карики, на конј со хваталки и така натаму. Господин Митич, кој е вашиот генерален заклучок за Соколана? Што таа има дадено за Куманово и за Република Македонија? Едно ваше лично видување. Па многу има дадено, викам, ово е Соколски дом. Порано, кажав, 30-та година е направен домот, значи тоа е Соколско друштво било порано, после војната поминува во Друштво за телесно воспитување Партизан. И, како што кажав, гимнастичари и ова што е, и спортисти, нарочно кошаркари, овде игра и ракомет се играше на ова помошно надворешно игралиште. И добро, за рекреативни поводи и кошарката. Кошарката внатре беше и после направивме спортска сала и така натаму. Али ова е, значи, капитално дело, ова е понос на Куманово, навистина. Па прво благодарам за поканата, што е јас ќе земам учество во твојот документарен филм за Соколана и одма да ја поздравам ова идеја во решение да се направи документарен филм за Соколана кој сигурно дека треба и требаше можда и порано да се направи за тоа. Меѓутоа, еве твојата одговорност према Соколана да решиш да направиш вакво нешто е за поздравување. А што се однесува до моите печатоци, моите сознавања, моите знаења, моите размислувања за Соколана, сигурно дека се подлабоки и подолгорочни. Соколана или некојаш се викаше ДТВ Партизан е сигурно едно место култно, место на граѓаните од градот Куманово.
во Соколана се правија секакви организациони субјекти како што се спортот, културата, забавата. Една од најголемите забави уште во раните 50-60-тите години, колку јас паметам, беше Соколана место каде што се одржува познатите матинеа во градот, или гранки да ги кажеме, каде после неколку сатно поминување из градот на познатото и признато Корзо во градот Куманово, луѓето, односно младите, се упатуваа кон Соколана, каде што се дружеа, играа и се веселеа во самиот објект натре. Инаку Соколана е сигурно едно од најпрестижните места во градот, а и во републиката. Мислам дека Соколана е меѓу првите објекти што е ваков тип направен во републиката, односно во тогашната Југославија. Као што знаеме, Соколана е направена за време на Кралевина на Југославија и ден денеска екзистира и постои. Понатаму во Соколана се одржува и спортски надпревари. Мојата маленкост колку знае за спортот во Соколана, само ќе кажам дека се одржува, можеби моите претходници рекле, дека се одржува големите кошаркашки турнири за тогашната екс-Југославија, која што беше позната во предност и поголемно доминантно значење имаше Куманово со тие познати зимски кошаркашки турнири. Инаку понатаму во самата Соколана се одржува разни музички настани, концерти, се одржуваат театарски представи. Че може вака да резимираме. 85 години постоење на Соколана, што значи еден огромен печат во секупниот развој на град Куманово во сите сегменти. Така, и само да ве надополнам уште нешто од тие сегменти, тука во самата Соколана е снимена и познатата филмска серија Наши години, која обработува темата на илегално движење во Куманово, кај што ја режира се Слободан Унковски, познатиот театарски режисер, ја му бев помошник на режија. Инаку тука во градот исто така има многу значајни објекти, меѓутоа Соколана е емоција, Соколана е значајна, многу и по тоа што тука се дружија многу луѓе, тука се родиле многу љубави, тука се седенки, тука се одржува тие матинеа кои што реков, тука се одржува серенади, тука имаше огромно предсинација другарство. Така да Соколана и понатаму живее во нас, али живее во некоја си не е достојна збор за него да е во ваква положба. Треба да се догради, треба да се направи, треба да се се повише и повише да им се дава признание на оние млади луѓе што се внатре да се едуцираат за таму потребите на Соколана. Инаку Соколана е 85 години од постоење, како што реков. Таа треба да живее понатаму и треба да се одржува. Тука се, например, доаѓање многу познати личности од естрадата, многу познати политичари. Тука, како што реков, од Народно-освободителна војна и легалци опстојувале. Тука се одржувале различни состанци за тие движења легални. Тука има доаѓано, да кажеме, и луѓе кои држале говори. Тука има луѓе кои доаѓале пејачи познати. Концерти одржувале. Така да Соколана е, ако човек подлабоко размисли и ако се сеќава на тие години, треба да се негува и треба понатаму да се размислува за неја, да се допринесе, да заживее, да се врати оној стар имидж, да се врати она стара форма на работа на сите сегменти во самата Соколана, која беше многу позната во тогашната Југославија, а да не кажа во Република Македонија. И за крајот да дадеме една завршна дефиниција. Соколана, според вас, како може да кажеме бренд на Куманово, имидж на Куманово и така натаму? Па сигурно ја во најава реков дека е тоа култно место. Сигурно дека е и бренд. Сигурно дека е имидж на Куманово и затоа го велам и те поддржувам во тоа што го рече, дека и понатаму треба да се негува таа Соколана. Треба, да кажеме малку по емотивно да се гали, да се чува таа Соколана. Jer ona je се и се во Куманово, оно што некогаш било, оние емоции, они сеќавања тука се направени и тука живееле со години. И сега кај тие постарите луѓе кои памета како било некогаш и сега. Ова порака всушност ја упатуваме и на генерациите кои доправо доаѓаат, да знаат дека нивниот град има нешто историско златно вредно во своето место.
Сигурно дека како идеја јас ја поддржувам, и јас како режисер и продуцент што работам ова и сега како пензионер и понатаму би сакал можеби во идно време да се направи некој документарен филм. Мислам документарен филм во смисло на оние подлабоки корени да се, не да биде само тоа репортажа, него документарни со некои играни елементи за самата Соколана. Некоја приказка да се измисли, па да не сум некоја љубовна приказка, а која се поврзува со Соколана и во Соколана. Вашиот татко, значи како градител на овој бир, ако може така се каже, и другите кумановци, а веројатно и вие добро се сеќавате за улогата на Соколана во изминатиот период. Како не, моето детство е поврзано со овој објект. Јас уште како основодаленце, како ученик во основно училиште, имав таа чест со мојата професорка по македонски јазик да учествувам во представата Печалбари во глумев Костадин. И тоа ми остави длабок впечаток, да кажеме, тоа е спешна работа, нели како сноси. Ето овдека за нас постоеше бина каде ја изведувавме таа представа. На истата бина потоа кога јас бинав седношколец со покојниот Светоздрав Романски Аврам, професорот по физичко, наставував и како гимнастичар. Млади како млади, рипавме јарес, коњи и така натаму, а постариите беа физички појаки и образовани и изведуваа потешки вежби. Потоа исто така со моите другари имав таа чест да направиме и оркестар. Така да во овој објекат исто правевме игранки. Салата беше пуна, во летниот период игранките ги правевме пред салата, на теренот пред Соколана. И тоа ми беше едно задоволство. Но најголем печаток за мене лично оставија кошаркарските, зимските кошаркарски турнири.